Благодарам, подпредседателке. Почитуван колега Ѓорчев, вие кажавте еден куп бројки, реално. Ќе се потрудам и јас да ви кажам оние бројки со кои ние располагаме и се надевам дека ќе имате можност да контрареплицирате. Значи, економијата се распажа. А се повеќе, за жал, секојдневно граѓаните ја чувствуваат горчината на сиромаштијата, бедата и безработицата. 31% кажавте невработеност во државата, тоа е равно на најголема невработеност на ниво на Европа. Лоша, да не речем катастрофална проекција на буџетот, кој не само што не е развоен, туку по само 3 месеци доживува крах, ама ова утре ќе го дискутираме. Погрешни проекции за растот на БДП од 4,5% кои што беа најавени за време на носење на буџетот, за жал до крајот на годината можеби ќе дојдеме и до 0% или можеби до рецесија. Отсуство на директни или индиректни како странски така и домашни инвестиции, иако се потрошени милиони евра за реклами, рекламни спотови, патувања, роудшоу и така натаму и така натаму. Фамозниот проект Скопје 2014 че проводата можеби половина милиарда евра, а какво е фајдето за граѓаните? Само популизам и секако корупција и криминал. За 6 години владење, ова го истакна и министерот, само 7 километри автопат. За жал, само во нашето соседство се изградени повеќе од стотици километри автопат за исто толку време. 0 метри изградени гасоводни системи. Ниту еден поголем изграден енергетски капацитет во државата. Иако ги ветувате, да не ги спомнувам кој. Популарната акција Детонатор, фиктивна војна со вашите партиски непослушници, би рекол, штети за државата повеќе од 30 милиони евра. Континуирано, нереално и непродуктивно, би рекол, забрзано задолжување за само една година од цели 700 милиони евра, а при тоа да не се почувствува никаков позитивен ефект. Истовремено овие задолжувања се со камати поголеми од 6%, а министерот иронично изјавува дека овие задолжувања биле добри за имиџот и рейтингот на државата во странство. Во последните неколку години државата е најголемиот работодавач, но за жал истовремено и најголем должник на стопанството. Тоест, реалниот сектор, енигма која и ден денес никој не знае, само стопанствениците знаат како се справуваат и преживуваат. Но верувајте, не ќе можат повеќе на овој начин да издржат, така може би поголем дел од нив ќе пропаднат. И уште само за крај, се фалете дека овие години ги имате зголемено. Платите, пензиите, социјалната помош и така натаму може би од 25 до 35%, но при тоа заборавате или не сакате да кажете дека имаме зголемување буквално на сите прехранбени производи, на бензинот, на горивата, на парното и така натаму за повеќе од 50%, што значи дека реално граѓаните не можат да го издржат ова.